Настана од историското значење за остварување на идејата за посебен македонски литературен јазик е објавувањето на книгата за македонските работи со 1903 од Крсте Петков Мисирков. Во оваа книга тој определил својата национална програма и го разгледа прашањето за македонскиот литературен јазик. Последната статија од оваа книга носи наслов "Неколку збора за македонскиот литературен јазик" и представува прво научно аргументиран и солидно поставен разработен проект за кодификација на македонскиот јазик. Мисирков тргнува од карактеристиките на македонскиот јазик имајќи го во предвид неговиот развој како јазик во семејството на словенските јазици и неговата функција во националното осознавање на македонскиот народ. Тој укажува на неопходноста од забрзан развој на македонскиот литературен јазик и на неговото издвојување како посебен јазик меѓу јужнословенските јазици. Мисирков се определува за еден брз антитрадиционален модел за решавање на македонското јазично прашање и ги оформува своите ставови за македонскиот литературен јазик главно во 3 точки. За основа на литературниот јазик ги земаат централните говори на линијата Велес, Прилеп, Битола, Охрид. Го поставил правописот врз фонетската основа со мали отстапки пред етимологијата. Во лексиката вклучува елементи од сите македонски говори. Со определбата за централните македонски говори, Мисирков инспирира на оние јазични карактеристики со кои македонскиот јазик најмногу се разликува од соседните словенски јазици. Така во изговорот инсистира на испуштање на интервокалните В и Х, човек, живот, дуот, антиципација на мекоста Қ и Њ, браќа, стајне, конј, групата Шч, Шчо, Оп. Групите Стр и Здр, во сите случаи Стред, Здред, наставката Цки наместо Ски, македонски. Во македонската кирилица Мисирков воведува неколку нови графеми И, К, Г, Н, Л, со кои таа се разликува од другите кирилиски писма. Во лексиката и во зборообразувањето инсистира на народна лексика и на живи зборообразувачки модели благодарение. Мисирков јасно ја определи дијалективната основа на македонскиот литературен јазик и теоретски ги изложи ставовите за неговото формување. Тие идеи представуваат солидна основа за дефинитивно номинирање на македонскиот јазик и за негово кодифицирање по Втората светска војна во условите на македонската држава.